Добар ден, почитувани гледачи. Понеделник, нова работна недела, ново издание на Ваш доктор. Тука сме со вас, значи секогаш како што потенцирам да ви информираме за проблемите со вашето здравје. Кога ќе се запрашаме што значи всушност здравје, многумина од нас ќе одговорат, нели, да бидам среќен, ништо да не ме боли, да се разбудам со убава мисла, нели, секојдневно да се чувствувате весели, среќни, расположени, да не чувствувате болки. Ние денеска ќе говориме малку во однос на тоа како да се превенираат работите. И сега постојат повеќе начини како да се превенираат работите. Ние постојано кога говориме за одредени теми и заболувања, секогаш накрај ви потенцираме како да се превенирате од одредено заболување. Меѓутоа, како да се превенирате за да бидете здрави? Еве денеска еден начин од тоа како е можно, нели, да се испитаме за да знаеме во каква состојба е нашето здравје, односно целокупниот наш организам. Моја денешна гостинка доктор Албена Манева Крстевска, која што е специјалист ортопед и хирург. Многу пати кога ми гостувала сме говореле за различни теми со оглед на тоа што, нели, ортопед и хирург е специјалност, извинувам. Таа долго време работи со биофизичка медицина, со хомеопатија, значи можеби не е толку, како да кажам, распространето кај нас, меѓутоа сме говореле многу и на таа тема. Сме говорили за биофизичката медицина и за хомеопатијата. Меѓутоа денеска ќе говориме за анализа на жива капка крв или Даркфилд метода. Што значи таа? Пред да започнам со разговорот и пред да ми ја поздравам мојата драга гостинка, значи, еве како што кажав, дали можеме да управуваме ние со нашето здравје, со нашата судбина, со нашето расположение. Што значи всушност тоа здравје? Како што реков, некои сметаат дека здравјето е отсуство на болест. Здрав човек се буди со добро расположение, не е уморен, нема стравови, знае да се радува на животот. Еве една точна дефиниција како треба да се чувствува еден здрав човек. Дали има многу такви луѓе, или не знаеме, сега ќе се пронеде во нешто ќе го говориме денес и ќе знае во каква здравствена состојба е. Впрочем, меѓутоа, за жал, се повеќе има луѓе кои што страдаат од депресија, страдаат од анксиозност, разновидни болки во рбетот, во грбот, во главоболки, проблеми со дигестијата, воспалителни процеси, цистити, воспаление на дишните патишта и така натаму. Еве затоа денес ќе проговориме малку за оваа метода и доктор Албена ќе ни објасни многу убаво како сето тоа и што значи. Доктор Албена, да те поздравам, јас некако голем вовет некако дадов, се надевам дека ова сето што го кажав убаво го кажав за да не разберат гледачите зошто всушност некако ние превентивно денес ќе ја објасниме оваа метода, што значи всушност да се направи една анализа на жива капка крв. Ти посакувам добри ден. Пред се сакам да ве поздравам овде во студијето и сите ваши гледачи. Така. Се надевам дека ќе биде корисно она што ќе го зборуваме. И затоа и сум дојдена да нешто објасниме околу здравјето. Така, нема да говориме за заболување, меѓутоа ќе говориме колку е тоа значање ние да се грижиме за нашето здравје, така. Затоа што јас работам претежно холистичка медицина, така да пристапот е сосема друг за разлика од алопатската медицина. Значи, холистичкиот пристап во кој се вклопува и Даркфилд анализата, затоа и таа не се прави по клиниките, затоа што тумачењето на Даркфилд анализата бара сосема друг пристап и во лекувањето. И јас сметам дека треба човекот да се лекува, а не болест. Така. И мислам дека е тоа и се докажало во мојата пракса веќе долго години, дека е точно и сите доктори кои се бават со таа медицина имаат повеќе успех во лекувањето отколку луѓето кои работат уска специјалност, значи кои не го гледаат човекот во целина. Доктор Албена, секогаш кога еве велите значи холистички пристап, значи го анализирате самиот пациент на некој начин. Дали тоа значи дека честопати ние говориме нели да се опуштиме, да се релаксираме, да не се нервираме? Дали психичката состојба на еден човек е најважна за да
неговата здравствена состојба биде добра. Бидејќи некако се тргнува од психата. Значи, од психата, од стресот, па потоа депресија, анксиозности, сите оние органски пореметувања кај нас. Знаете како? Тоа е неразделив дел од сето тоа, од нашата состојба, здравствена состојба. Значи, и не може воопшто да се одвои. Затоа и Светската здравствена организација дала дефиниција за здравието. Значи, тоа е состојба на целосна психичка, телесна, социјална благосостојба, освен, значи, не значи дека без отсуство на болест или некои други телесни недостатоци. Значи, не значи ако имате недостатоци, немате недостатоци или не чувствувате болест, дека вие сте здрави. Значи, вие треба да сте и психички, и телесно, и социјално, како што треба. И затоа, да, психичкиот дел е многу важен, менталниот склоп е многу важен. И еден од причинителите на денешните заболувања, кои се многу агресивни, многу дегенеративни, за разлика од заболувањата кои беа во минатиот век, кои повеќе беа воспалителни. Значи, сега се соочуваме, значи немаме епидемии на чума, немаме епидемии на богини, немаме епидемии на холера и така натаму, меѓутоа имаме други епидемии. Значи, имаме епидемии на кардиоваскулни заболувања, имаме вирусни разни заболувања, имаме тешки заболувања, све нови и нови заболувања со кои ние не можеме да се справиме практично. Од друга страна се мултипла склероза, автоимуни заболувања, ревматични и многу тешки, значи Алцхаймерова болест. Меѓутоа сето тоа има свое објаснување и кога знаете зошто нешто настанува, можете тоа и да го лекувате. Ако вие ги лекувате последиците, вие никогаш не можете да му помогнете на човек, вие ќе го врзите со одредени хемиски препарати кои ги фактички ги скриваат симптомите и вие го држите цело време, значи треба постојано да пие нешто за да биде добар, меѓутоа тој никогаш нема да оздрави. Да се излечи, така. Да. Покрај психичката состојба, честопати велиме организмот да се чисти од отрови и така натаму. Што се подразбира под тоа загадување на организмот? Значи имате две врсти на загадување. Загадување, физичко загадување, значи интоксикација и ментално загадување. Значи физичкото загадување и менталното загадување се тесно поврзани. Знаете, често се спомнува биофидбек или повратна спрега. Значи, ако имате ментално загадување, ќе имате и физичко загадување и обратно. Физичкото загадување доведува до ментално, што тоа значи? Значи, физичкото загадување настанува заради пореметување во работата на дигестивниот тракт. Значи, кога немате доволно лачење на дигестивни сокови. Тоа се случува, тоа не може да се значи тоа се случува најчесто при стрес. Кога вие сте постојано во некоја тензија, кога имате некоја шокова состојба, тогаш се активира невровегетативниот систем, симпатикусот. И тој доведува до пореметување во дигестивната функција, доведува до забрзување на срцевата функција, доведува до висок крвен притисок, до ширење на зениците и вие сте во една стресна состојба која се лачи адреналин. Значи, во таа состојба вашиот дигестивен тракт не функционира како треба и она што го вие јадете не се разлага како што треба, дури и почнува да ферментира, затоа што се ствара една неприродна средина, нема доволно алкална, значи алкална база нема. Значи треба киселините и базите да се во некоја равнотежа. Кога ќе сте под стрес, значи отсаствува база и тогаш се закиселува организмот и тогаш се размножуваат оние што викаме лоши микроорганизми кои се практично одбрамбен штит на организмот, меѓутоа тие толку многу се множат да преовладуваат и ги надвладуваат добрите бактерии. Значи, тие
го менуваат својот изглед. Значи, тука се уклапа една теорија, би сакала да спомнам, за да гледачите разберат. Така. Значи, на полиморфизам. Практично, пациентите секој спрашуваат, од каде сега ова бактерија добив? Да речеме, јас имав Ешерихија коли, а сега ми откри дека имам клепсиела. Така. Значи, нив не ми е јасно дека заради таа интоксикација, загаденост на организмот, се ствара, значи, кисела средина, има многу токсини, има многу отрови во организмот и заради тоа се менува средината. Заради тоа што се менува средината, се менуваат и микроорганизмите. Тие преминуваат од една форма во друга. Значи, тоа е, знаете, иако долго време тоа е негирано од официјалната медицина, меѓутоа, сега со матичните клетки фактички тие и го потврдија тоа дека е точно. Значи, кога една матична клетка може да се трансформира во било која клетка во организмот, така и протитот, кој што е Божја честичка, витална честичка, се трансформира во било која сакате бактерија, вирус и габа. И обратно. Значи, протитот е основа на животот. Така. И ние сме фактички една огромна колонија на бактерии. И важно е тука да има рамнотежа. Така, да не им дадеме простор да се размножат. И што се случува понатамо во дигестивниот тракт? Значи, во дигестивниот тракт не се разлага храната добро, се ствараат токсични материи, се ствара бујат микроорганизмите и габичките и сите тоа преминува во крвта. И она е што може на Даркфилд анализата да се види. Така. Затоа што е тоа анализа во живо, нели така? И вие тоа што го видите, вас ви е јасно дека веќе имаме од тука, значи преку крвните садови, големите крвни садови кои одат во црниот дроб, се оди во црниот дроб. Црниот дроб има функција да сето тоа да го неутрализира, Така. значи да ги разложи тие токсични материи за да може да се излачат преку крвта, да речеме, во бубрезите, или преку потењето, или преку дишните патишта, или преку лимфната, или преку дигестивниот тракт, нели така? Меѓутоа, вие кога цело време давате огромна работа на црниот дроб, тој нема време да се опорави и тогаш настанува негово преоптоварување, па настанува цироза, доколку имате ферментација во дигестивните и така натаму да не дожам. Значи, тоа е еден начин на закадување. Значи, ако бубрежната функција не ви е добра, тогаш не можат токсините да се излачат. Или ако имате чести воспаление на дишните патишта, не може оксигенацијата и ослободувањето на јаглен двуоксид да биде, нели така? Сето тоа е причина фактички за основата на сите заболувања, а тоа е интоксикацијата. Така. Фактички, интоксикацијата доведува до закиселување на организмот, закиселувањето на организмот доведува до промена на средината и тогаш се множат, се трансформираат бактериите во многу патогени бактерии. Така. И тоа доведува покасно до разни заболувања, не заради дејството на бактериите, него заради токсините кои тие ги ослободуваат со нивната активност. Практично све интоксикација. Значи, кога се размислува на тоа ниво, на биохемиско ниво, меѓутоа имате и нешто друго. Имате биофизички процеси. Значи, ние сме, како да ви кажам, ние зрачиме кај нас, освен циркулацијата, значи крвта што циркулира, ние сме низ нашиот организам циркулира биоенергија. Ние сме енергетски суштества. И самата клетка се така и дефинира како основна електромагнетна единица. Значи, ние резонираме. Секоја наша честичка, секој атом резонира и дава, значи, вкупна резонанција и на целиот организам, и резонанција на одреден орган, и дел од орган, и јадро, и така натаму. Значи, треба да се гледа и од таа страна целата работа и тогаш ќе ви биде јасно, значи, кога размислувате за тој проток на енергија, за тој проток на циркулацијата низ организмот, крвта која е течно ткиво,
и кој разнесува хранливите материи и они отпадни материи и комуницира се целиот организам. Меѓутоа, комуникацијата не се одвива само преку тоа. Значи, се одвива преку еден совршен телекомуникационен систем. Значи, ние сме фактички фрактал на универзумот. Така. И затоа луѓето викаат, ако сакаш да го запознаеш универзумот, запознај се сами од себе. Значи, треба, ние сме фрактали. Значи, све се поклопува. Како што природата функционира, така функционираме и ние, и ако сакаме да бидеме здрави, треба да се придржуваме на тие правила. Така. Пред да го погледнеме видеото кој што објаснува како всушност се прави Darkfield методата, односно анализа на жива капка крв, само би сакала да ни објасните функцијата на крвта за нашите гледачи. Која е функцијата на крвта во нашиот организам? Па ќе замолам од режија потоа да го пуштати видео. Јас ви кажа функцијата на крвта, тоа е течно ткиво. Така. Тоа е течно ткиво кој комуницира да го чисти организмот од отровите. Го чисти организмот, ги носи хранливите материи, го носи кислородот, го носи јаглен двуоксидот, значи и комуницира со целиот со сите ткива практично. Така, знаеме дека крвта се состои од еритроцити, леукоцитите си имаат своја функција. Да. Има плазма, има клеточни елементи и има и крвта не е стерилна. Она што го учев, и јас го учев на факултет, не знам сега дали уште го учат истото, меѓутоа дефинитивно крвта не е стерилна. Значи во крвта има микроорганизми, има со нив се пренесуваат и разни паразити и така натака. Така да она што крвта е огледало на вашиот организам. Значи како функционира? Дали е тој во баланс, дали значи хомеостазата е очувана или е пореметена. Значи затоа и се прави тоа. И вие можете точно да видите дали имате хормонален дисбаланс, дали ви е преоптеретен црниот дроб, дали имате пореметување во метаболизмот на протеините, на маснотиите, на јаглено-хидратите, дали имате многу токсини, можете да видите дека имате алергија, и зошто е алергијата и како тоа треба да се среди, нели така? Дали имате доволно енергија, дали имате замор и тоа е поврзано секако и со вашата психичка состојба, дали сте под стрес. Така. Ајде вака сега, би замолила од режија да го пуштат видеото, а ние ќе продолжиме со тоа да коментираме и да ја објаснуваме оваа метода. Значи, доктор Албина, како се прави анализата, што се случува, значи земате, претпоставам. Значи, се користи само една капка крв од прстот. И тоа се става на плочка, основна плочка, со покровна плочка се покрива и ништо не се бои. Значи, се става на микроскоп, на темно поле. Еве веќе можеме да видиме дали јас не можам баш многу убаво да видам, така да не можам и многу да коментирам, затоа што не го гледам ово. Значи, во главном ќе ви објаснам. Значи, тоа се случаи од мојата пракса. Така. И нешто затоа што може техниката дозволува тоа да се сними со камера или да се сними со фотоапарат, така да луѓето може да видат значи како тоа изгледа. Значи што гледаме фактички на една таква анализа? Што гледаме? Значи пред се гледа веднаш пред да се постави крвта, значи капката крв во микроскопот се гледа крвта како изгледа. Значи каква е бојата, значи тоа веднаш ќе ви каже каква е густината. Значи дали се разлива на плочката или не, и тоа кажува веднаш за состојбата на пациентот. Дали е тој под стрес, дали има лоша оксигенација, дали имаш лоша циркулација и така натаму. Значи вие веднаш имате некое сознание. Потоа се става тоа на микроскоп. Микроскопот е поврзан со камера и камерата ја пренесува сликата на монитор. Така да тука веднаш може да се види прво гледаме дали имаме движење. Така. Што значи тоа ако има движење, ако нема? Значи ако има движење сепак е енергетски е пациентот, да речеме, добар, ако нема движење све е слепено, тоа значи лоша состојба
поголема интоксикација. И сега зашто може да бидат слепени еритроцитите? Ова во моментов се тука слепени што ги Слепени гледаме? се, да. Така, значи тоа не Слепени е може добро. да бидат во орлов форми или А може оние да бидат... ситни крукчиња што се движат, што се тие? Ки ви објаснам. Значи, еритроцитите може да бидат слепени заради лоша исхрана. Неадекватна исхрана, Така. значи која не соодветства на вашата крвна група. Ако се храните несоодветно со вашата крвна група, тогаш се ствараат едни лектини кои ги слепуваат и еритроцитите, па и другите клетки. Така. Значи, вие нема да добиете алергија, меѓутоа со време ќе имате пореметување во клеточната функција, во размена на материите и може со време да добиете некое заболување. Значи, затоа е важно и како се храните. Значи, затоа е важно храната која внесувате да биде здрава, да биде во добар дел во сурова состојба, да биде во согласно со вашата крвна група. Например, луѓе со нулта крвна група не треба да јадат млеко и млечни производи. Пример. Така. Значи, има многу такви примери. Тоа значи дека лошо би се одразило на нивното здравје? Лошо би се одразило, да. Тоа нема да го осетат веднаш, меѓутоа малку по малку ќе го осетат. Мислам дека крвната Понатака- група има најмногу забрани околу храната. Не смеат ни месо да јадат, ни многу Да. работи не смеат да јадат. А јабе има забрани, да, доста големи. Б мислам дека најмалку има забрани, бекарна група и нулта има забрани доста. Да, тоа е една работа. Друго, се гледа формата на еритроцитите, значи дали си тие подвижни, не се подвижни. Ако значи еритроцитот има свој век на трајање со 20 дена. Меѓутоа, во колку е под стрес организмот, тогаш еритроцитот ја менува својата форма. Значи, обично тие се издолжени лимонски клетки. Ако немате доволно Б витамини, тогаш тие изгледаат поголеми еритроцитите. Во колку имате многу слободни радикали, значи тогаш тие се со измената форма се викаат акантоцити. Значи, во колку немате доволно железо, значи тогаш Така. се гледаат како А што промена. се овие во моментов белите, што Тоа се се леукоцити. поизразени? Тоа е огромен број на леукоцити. Да. Добро. Значи, тоа е едно автоимуно заболување. Тоа значи дека не треба да биде Мислам, така? Не би требало да биде. Значи, на видното поле не треба да има повеќе од 5 леукоцити. Аха. Затоа што Значи, тука ова другите сите што ги гледаме се црвените крвни зрнца, што тие се се црвените шетаат, крвни така? зрнца, да. Да. Значи, гледате овде огромен број на леукоцити кои се активирани заради тоа што веројатно и треба некоја функција да се. Значи, леукоцитите се одбраната на Да, организмот. да, го штитат организмот Значи, од војската. лошите бактерии, што треба, вируси. да, одредени микроорганизми, одредени отпадни материи, одредени канцерозни клетки треба да ги одстранат и така натаму. Значи, се знае зошто и како е. Значи, многу често Во случајов, се извинувам што ќе прекинам, бака кога има поголем број на леукоцити, значи дека нешто се случува во организмот, па тие веќе се како на узбуна дигнати за да се одбранат, така? Да го одбранат односно организмот. Затоа што ние имаме систем на саморегулација и самозаштита. Така. Меѓутоа, во состојба кога има големо ментално загадување и загадување на телото, може тој систем, знаете, да не може да функционира како треба. И заради тоа настануваат, значи тој се бори. Така. Симптомите, да речем, температура или настинка или гнојна ангина, значи тоа е одбрана на организмот. Значи тој се труди, значи сите тие клетки, отпадни клетки, отпадни материи кои се развиваат заради борбата на да речеме леукоцитите, нели така? И микроорганизмите со клетките кои се веќе оштетени сака да ги сфрлат, значи тоа се формира, гној се формира или температурата е сепак одбрана на организмот. Значи, ја покачува температурата за да може да се бори против
патогените микроорганизми, примерно. Так. Или да оневозможи нивната функција. Дали што друго се забележува, еве освен нели леукоцитите во поголем број, веќе ги видовме црвените крвници, што друго може да се види? Значи се гледа после плазмата. Така. Значи во плазмата може да видите во одредени случаи огромни тие се викаат колоидни симпласти, значи протеински формации кои може да бидат огромни, особено се гледа тоа при луѓе кои имаат алергии. Така. Или имаат некои други автоимуни заболувања, пореметување во дигестија, хормонален огромен дисбаланс и закиселеност на организмот. И тие може да бидат чисти, може да бидат оптоварени со многу токсични партикули и со микроорганизми. И тоа ви е како една хранлива подлога која се движи во крвта. И освен тоа, тие го реметат и реметат микроциркулацијата. Затоа што низ капиларите не може да пројдат. Значи, и ствараат анаеробни услови кои и закиселување кое допринесува тука да се развиват погодно тлое за микроорганизми. Значи, и заради тоа настануваат различни воспалителни процеси. Многу чести се циститите, воспаление на бронхити, на дишни патишта, синузити имате, па понатаму имате... Сите овие работи за кои што говорите, можете да ги откриете преку оваа анализа? Значи, сето тоа се покажува? Може, секако, може да тоа ви наговестува што се случува. Значи, вие преку овие вие точно нарушувања, да речеме во колку имате многу моноцити, тоа ви кажува дека нешто со бубрезите не ви е уред. Значи уратни кристали ќе видите. Така. Значи се гледаат. Понатаму се гледаат холестеролски кристали. Да. И се гледаат многу микроорганизми. Може да се видат кандида. Значи особено кандидата се гледа и кај мали деца. Особено аутистични деца има доста кандидијаза. Да, сме говорили има значи жени кои имаат гинеколошки проблеми, уринарни проблеми имаат кандидијаза. Значи кои имаат леукореја имаат кандидијаза. Се гледа тоа, знаете, значи се може да се види. Во колку крвта ви е добра. Тоа ретко може да се види, затоа што во главном луѓе кои имаат проблем се јавуваат. Така, па нормално дека ќе покаже. Значи тогаш еритроцити, плазмата треба да ви е чиста. Значи во неја треба да пливаат клеточните елементи. Не треба да имате се ова што зборуваме. Значи се треба да биде нормален текст. И треба да се движат еритроцитите и кога ќе се судрат да се одвојат. Затоа што значи не треба кога ќе се допрат да се залепуваат едни до други, него се залепуваат кога ќе се кога има проблем само. Кога има проблем, кога ќе има оштетување на нивните клеточна мембрана. Затоа што клеточната мембрана има свој електричен набој. Значи таму има позитивен набој од надворешната страна, од внатрешната негативен набој. Значи позитивни го дава натриумот, калиумот од внатрешна страна. И вие кога ќе имате плюс и плюс, кога ќе се судрат, тие се одбиваат. Значи треба да е плюс и минус за да се спојат, да се залепат. Или треба да имате хиперпротеинемија, или треба да имате значи глобулинемија, значи при алергии такви, значи се ствара еден протеински слој кој ги слепува еритроцитите. Значи има, знаете, може за тоа да се зборува многу, со часови може да се зборува и не е доволно само вие да го направите таа анализа која не се прави за 5 минути. Значи се гледа. Колку трае анализата? Па минимум половина час само се гледа. Така. А пред тоа она што вие го анализирате. А пред тоа се зема, значи и пред тоа може и после. Јас некогаш или разговарам претходно со пациентот или прво ја гледам, па после разговарам. Значи треба да разговарате со пациентот. Така. И треба да му посочите што треба да прави. Понатаму. Значи треба да го упатите понатаму што да прави. Значи многу често пациенти кои имаат некој проблем, да пример, замор. Имаат хроничен замор. Стануваат наутро како да не се спијат.
Да. Постојано Лесно се уморни. замараат Така. и во текот на работата не може, тешко им е да извршуваат. Значи имаат несоница, имаат стравови, имаат лоши мисли, пример. Значи сите тие работи, значи можат да се средат. Така. Значи во колку вие ги средите, затоа што менталната загаденост и телесната загаденост се причина за многу пореметување. Така. Значи ментална загаденост, ви кажа, можеме и сами си ја предизвикуваме. Значи не случајно се кажало, а и религијата така кажува, дека е љубовта основно во човекот, што треба да преовладува како чувство. Така. И тогаш вие сте ослободени од многу проблеми. Ако тоа го постигнете, значи човек треба во текот на животот да се надградува и да се прочистува, за да може животот да му протече добро. Луѓе кои се полни со омраза, имат лоши мисли, се завидливи, не може да поднесат успех на некој друг, не може да поднесат убаво. Значи, тие самите си го оштетуваат организмот. А емотивните луѓе? Самите се, како да ви кажа, се трујат. Значи, и тие луѓе не можат да бидат здрави никогаш. Така, а дали и оние кои што се поемотивни исто така страдаат? Емотивните, да. Емотивните, луѓето кои имат стравови, луѓето кои не се почитуваат доволно самите себе. Така. Значи, кои немаат самодоверба. Значи, тоа е исто состојба која го труе организмот. Значи, меѓутоа, сето тоа е поврзано и со телесната состојба. Значи, зошто? Значи, нашите емоции и нашето размислување, значи, нашата мисла, која е нешто најсилно, значи, мислата е многу силна. Значи, тоа е енергија со високи фреквенции, највисоки фреквенции. Значи, мислата која доаѓа, да речеме, од кората на големиот мозок, таа делува на хипоталамусот. Хипоталамусот делува на хипофизата. Хипофизата ги контролира сите, да речеме, органи преку хормоните. Така. Меѓутоа, имаме и неурохормонална регулација, значи, преку нейровегетативниот систем. Значи, симпатикосот и парасимпатикосот. Значи, вие кога сте во таа состојба ментална, Така. во стрес, речеме сега, да почнем од фамилијата како основна клетка. Така. Нели За така? семејството. За Има некои семејството. проблеми, така. Значи, семејството треба да биде нешто што Каде што ќе ве човек ја исполни црпи со позитивната љубов, енергија, за така. Значи, разбирање, каде кога ќе дојдете од надвор, можете да се одморите. Сега нашата фамилија, иако македонците имаат традиционално, значи, чувство за фамилија, нешто гледам дека почнува да се распаѓа. Значи, младиве многу често се разведуваат, кавги, неслагања. Значи, вие сте под некој стрес надвор, Стрес, ако не се слагате, да речеме, со колективот каде работите, ако имате проблеми со луѓето, нели така? Доваѓате дома, имате стрес. Значи, децата, зошто заболуваат децата? Од аутизам, од церебрална парализа. Зошто заболуваат од алергии. Значи, то не е само, сега добро популарно е да се фрла, значи, калпо, вакцините, ова. Значи, не се само вакцините. Многу фактори. Значи, тие се под стрес и се ментално интоксицирани уште пред да се родат. Така, уште додека се во утробата на мајката. Да. Значи, менталната состојба на мајката се пресликува на детето. И тоа како? И затоа тие од раѓање почнуваат разни кожни проблеми имаат, немат добра дигестија. Многу често децата имаат затвор. Значи, иако и не ги хранат добро, иако состојбата е стресна дома, детето и да не знае да зборува, значи и да е мало, тоа разбира. Знаете, и за тоа родителите нема да сметка. Така. Значи, сето тоа се одразува на вашето здравје. Значи, нейровегетативниот систем е многу битен. Значи, тој симпатикосот и парасимпатикосот се нешто како да ви кажам, значи, во стрес имате делување на симпатикос, ако ќе сте вие во
релаксација, тогаш е парасимпатикус. Значи тогаш имате добра дигестија, значи тогаш имате добра циркулација, тогаш не ви е ладно, ви е топло. Ако ќе сте по стрес, ви е ладно. Така се препотувате, не е ли така? Имате болки во желудникот, тука ве стега и така натаму. Имате вртоглавица, зуење во ушите, може да се и многу други работи. Значи, се е тесно поврзано. И затоа, во пристапот на пациентот, вие не можете да го одвоите едното и другото. Треба да го анализирате и едното и другото. Зашто, ако му помагате само во смисол на подобрување, да речеме, на дигестијата, не е доволно ако не сте му помогнале и емоционално. Ме интересира само, смее ли да се јаде, да се консумира храна пред да се направи оваа анализа, бидејќи знаеме дека нели кога проверуваме она крвна слика нели во лабораториите, не смееме да бидеме нели треба да бидеме гладни, односно дали ако сакате да е веродостојна анализата, минимум 8 часа не сме да се внесува храна и за тоа време треба да се испие литар до литар и пол вода. Тоа значи пред анализата или пред да легнеме да спиеме навечер? Ако или зависи кога 8 часа. Без разлика во 8 часа не треба да внесувате храна. Така. Самотечност. Иначе нема да е веродостоен. Така, значи може самотечност да се внесува, храна не. Само вода. Добро. Да. Колку често треба да се прави ваква контрола? Еве ние говоревме на почетокот, значи што значи да се биде здрав, како треба да се чувствува една личност која што е здрава. Претпоставам дека ја запаметија дефиницијата таа една реченица. Кој се, еве вие вака сега на кого се би препорачале да направи ваква анализа и колку често треба да се прави, на колку временско растојање? Значи, ова е многу добра анализа за превенција. Така. Па чак и да се чувствувате добро, убаво е да направите, да видите како е. Иако денес искрено да ви кажам, ретко кој е сосема здрав. Така. Во такво време живееме, така што такво е времето, не можете да се исклучите, значи постојано сме бомбардирани со лоши информации. Ретко може да се слушне со голема загаденост околу нас. Дури храната што ја консумираме ние загадена. Храната е загадена од пестицидите, значи хемиска загаденост, после имаме радиации разни, па имаме различни влијанија електромагнетни. Можем и за тоа нешто да ви спомнам. Меѓутоа, рековте добро и здрави. Меѓутоа, кој би можел еве вака да тие што се и сите оние кои имаат проблеми, добри, да речеме, сите анализи им се добри. Значи не се чувствува добро, одат ехо, магнетна резонанца, прават анализи лабораториски и ќе им кажат се во ред, а тие не се чувствуваат добро. Значи тие се во една фаза која не е баш почетна фаза. Значи тоа е некаде втора, трета фаза. Што значи тоа? Трета фаза на започнување на заболување, на некое пореметување. Значи, вие веќе имате пореметување. Така, меѓутоа фаза на почеток на некое заболување, меѓутоа немате дегенеративни промени и немате биохемиски промени кои може лабораторијата да ги покаже, да ги види. Значи, лабораторијата нашата, колку да се современи тие апарати, значи не може тоа да го детектираат. И затоа некогаш луѓето лутаат и се нервираат. Добро, не се криви ни моите колеги, значи тие се толку може апаратот. Меѓутоа, затоа треба со пациентите малку повеќе да се задржуваат. Знаете, треба повеќе разговор. Значи пациентот не може вака само за 5 минути и да го испратите слика и ова, слика и она, па од врата до врата. Значи, ако вие седните со пациентот и да разговарате и ако обрнете внимание на неговиот изглед, на начинот на кој тој комуницира, вие ќе откриете многу работи. И без апаратура. Знаете, ние сме сега сме свртени само, мислам дека е тоа грешка. Значи, лекарот си изгуби својата функција практично. Со таков пристап. Мислам дека треба многу поинаку. Затоа што вие кој ќе имате пристап таков кон пациентот, тој
ќе се чувствува и кога ќе излезе од вашата ординација, ќе се чувствува веќе подобро. Така. Доктор Албина, немаме уште многу време, меѓутоа би сакала вака да ми објасните од кога ќе направите на ваква анализа на жива капка крв по оваа Даркфилд метода и од кога нели ќе се диагностицираат со она ваше анализирање или следење на сето тоа што се случува, како што наведовме нели со крвните црвени зрнца, со леукоцитите, ако видите дека нели има не е во ред со нели со тие кристали што се уваат за уринарни инфекции и ред други работи. Што понатаму, каков третман давате? Како оди лекувањето ме интересира? Еве чисто кога да им појасниме на нашите гледачи. Значи, прво се дават упатства околу исхраната. Значи, јас не сум нутриционист. Прво што го правите? Прво, да, основно. Добро. Значи, како треба да се храни? Тоа е едно. Понатаму, како треба да се алкализира, како треба да се детоксицира, како треба да се ослободи од сите тие токсини што ги има и во колку има потреба му правам хомеопатија, така, за да можам да делувам на сите три нива, значи и психички, и телесно, и што се однесува до неговата комуникација, ако има таму проблем. Нели така, значи многу работи треба да се средат. Ако треба нешто накнадно да се прави, и тоа ќе го направиме. Така. Ако треба некои анализи, тоа ќе го направи. И обично ги повикувам на контрола по известно време. Ми се јавуваат или доваѓаат. Многу често многу брзо чувствуваат промени. Значи, без никакви таблети, без никакви... Не. Не, тоа не... Дали препорачувате и некои витамини ако е потребно? Ако има потреба. Ако има потреба. Меѓутоа, во колку се хранат здраво, правилно, наречиме правилно, што значи? Алкална храна треба да внесуваат. Што значи алкалната храна? Е суровата храна. Така. Значи свежа. Да. Се што е свежо? Најкисело е месото. Значи месото ослободува сулфурна, азотна, фосфорна киселина. Млекото исто закиселува. Тоа, ако имаме време, можам да ви објаснам. Да, веќе немаме... Ако имате време, би сакала да кажам само два збора. Зошто не треба да се јади многу месо и не треба да се јади... Месото најмногу закиселува и ги покренува организмот да ги покренува сите минерали за да ги неутрализираат овие киселини. Значи и вие добивате фактички деминерализација на организмот. Истото и голема кисело, затоа што не може организмот сето тоа да го неутрализира. Киселоста, највисока степен на киселост настанува, кој имате највисока степен на киселост во организмот настанува рак. Така. Значи, меѓутоа, кога ќе имате помала киселост, особено кај жените, значи настанува остеопороза. Значи тука има дејство и хормоните, се разбира. Меѓутоа, млекото и млечните производи во тој случај не треба да се избегнуваат ако тие содржат калциум. Значи тие стварат таква киселина која ќе се внесат во дигестивниот тракт да организмот мора да го мобилизира калциумот за да ги неутрализира и практично вие место да ја лечите остеопорозата ја продлабочувате остеопорозата. Значи во тие случаи треба само зеленчук, лиснат зеленчук со темно зелена боја. И овошјето, ако има шеќер, тој потоа се разградува таа киселина и практично и тоа е алкално. Значи све што е во сурова состојба е алкално. Све што ви е варено, печено, на скара, свето киселост, тоа ви ствара киселост. И вие, ако сакате веќе тоа да го јадите, треба затоа да јадите многу салате, да пиете многу сокови, свежо процедени и така натака. Само како за крај, бидејќи мислам дека не споменавме, а многумина можеби од нашите гледачи ќе се прашуваат каква е оваа Даркфилд, значи анализа, од кога потекнува, само да кажеме, како за крај. Од 1901 година. Така? Да, стара метода која е користена за диагностика на сифилис
и потоа е заборавена, затоа што имаше судир во тоа време, голем судир, меѓу Антуан Бешам и Лој Пастер, па потоа Кох и Ендерлайн. Значи, имаше судир во ставот дали се застапува мономорфизам или полиморфизам. Значи, мономорфизмот победи, и зашто победи мономорфизмот, и таа метода е заборавена. Меѓутоа, најверојатно, после толку време се покажа и ова ера дека антибиотиците веќе и не делуваат, дека сепак полиморфизмот е поточно и ќе треба да се применува се повеќе и повеќе. Доктор Албена, многу убаво им објаснивме нашите гледачи, чисто ете да ги информираме што би значило една ваква анализа да се направи и што би значило, впрочем, тоа да се, како е тоа да се биде здрав, значи како треба да се чувствува еден човек кога е здрав. Значи, сите оние кои што ќе се пронедат во сето она што го говоревме, значи ако се чувствувате уморни, ако се испитувате, а вие сепак чувствувате некоја нелагодност или дека нешто не е во ред со вас, не би било лошо да се направат една ваква анализа. Ти благодарам за денес, се надевам дека сите оние што не следи, а ете ако некој сака да се сретне со вас, секако да потенцирам дека ќе може да се јави во нашата телевизија, ќе го добие бројот од Велнес центарот на доктор Албена Манева Крстевска и секако ќе може да направи една ваква анализа и да види во каква здравствена состојба е неговото здравје, односно неговиот организам. Ти благодарам за денес. Благодарам и на вас. Почитувани мои, тука и јас ќе ве поздравам, значи имајте убава, пријатна вечер, имајте добро здравје, а ние секако се гледаме за 7 дена во исто време.